Бројот на заболени од грип постојано расте. Според здравствените власти, пикот на сезоната допрва се очекува во наредните недели. Најпогодени се децата и хронично болните, кај кои се јавуваат по сериозни компликации. Лекарите апелираат граѓаните да се придржуваат до мерките за превенција, како што се често миење на рацете и избегнување на контакт со заразени лица. Особено препорачуваат вакцинација, која иако не гарантира целосна заштита, значително ги ублажува симптомите и го намалува ризикот од тешки последици. Според податоците на Институтот за јавно здравје, најмногу случаи има во урбаните средини, каде што контактите се почести. Училиштата и јавниот превоз се сметаат за главни жаришта на вирусот. Лекарите предупредуваат дека поради високата трансмисија, болниците можат да се соочат со зголемен притисок. Граѓаните се советуваат да останат дома доколку имаат симптоми како висока температура, малаксаност и кашлица. Во случај на влошување, особено кај ризичните категории, потребна е итна лекарска консултација за да се избегнат компликации. Од оваа година, граѓаните од земји што не се членки на Европската унија ќе мора да аплицираат за електронска патна дозвола пред да патуваат во Шенген зоната. Овој систем е воведен со цел зголемување на безбедноста и контрола на движењето на патниците. Процесот на аплицирање ќе биде онлайн и ќе чини околу 7 евра, а дозволата ќе важи 3 години. Сепак, не сите ќе ја добијат, апликациите ќе бидат проверувани, а оние со безбедносни ризици или криминални досиеа може да бидат одбиени. Системот ќе следи податоци за патниците и ќе овозможи навремено откривање на потенцијални закани. Ова значи дека ќе има поголема контрола врз влезот на нејзина територија, што може да влијае на многумина кои досега без проблеми патувале. Иако електронска патна дозвола не е виза, процесот може да создаде дополнителни административни пречки за патниците. Се препорачува аплицирање на време, за да се избегнат непријатности при планирањето на патувањата во ЕУ. Цените на кириите во европските метрополи растат до рекордни нивоа, а во некои градови достигнуваат и над 3000 евра месечно. Лондон, Париз, Цирих и Амстердам се меѓу најскапите градови за изнајмување стан, што создава притисок врз локалното население и странците. Најголем скок е забележан во Даблин, каде што просечната кирија надминува 2500 евра. Слична е состојбата во Минхен и Копенхаген, каде што високата побарувачка и недостатокот на достапни станови ги зголемуваат трошоците. Покрај инфлацијата, причините за растот на кириите вклучуваат зголемени трошоци за градба, намален број нови станови и зголемен број доселеници во големите урбани средини. Тоа особено ги погодува студентите и работниците кои бараат пристапно сместување. Експертите предупредуваат дека без државни интервенции и нови стамбени политики, цените ќе продолжат да растат. Многу граѓани се принудени да бараат алтернативни решенија, како живот во помали населби или делење станови со повеќе луѓе. Првата фаза од договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хезболах завршува, а либанската армија почна распоредување во пограничните села. Ова е дел од напорите за стабилизација на ситуацијата и спречување на понатамошни судири меѓу завојуваните страни. Договорот предвидува повлекување на борците на Хезболах од граничната зона, што се смета за клучен чекор кон долгорочен мир. Израелските сили засега остануваат во приправност, но не се забележани нови судири во последните денови. Иако примирието се почитува, експертите предупредуваат дека тензиите не се целосно стивнати. Политичките и воените структури на двете страни остануваат внимателни, а секоја провокација може повторно да го разгорува конфликтот. Меѓународните посредници, вклучувајќи ги Обединетите нации и САД, продолжуваат да работат на долгорочен договор. Додека локалното население се надева на мир, неизвестноста останува, особено со оглед на претходните прекини на огнот кои не траеле долго. Во Париз се одржува кризен самит на европските лидери со цел координација на поддршката за Украина и спречување на еднострани одлуки кои би можеле да ја загрозат стабилноста. Францускиот председател Емануел Макрон е домаќин на состанокот, каде што се разговара за натамошната воена и финансиска помош за Киев. Европските лидери ја нагласуваат важноста на единството во одговорот кон руската агресија. Се дискутира и за санкциите против Москва, како и за можноста за зајакнување на одбранбените капацитети на Украина. Германија, Франција и неколку други држави предлагаат забрзано доставување оружје и воена обука. Состанокот доаѓа во време на зголемени тензии околу евентуални индивидуални потези на одделни членки на ЕУ. Некои држави бараат построги мерки, додека други стравуваат од ескалација на конфликтот. Ова прашање станува се поосетливо во пресрет на новите геополитички предизвици. Заклучокот од самитот ќе биде клучен за понатамошниот пристап на Европа кон војната. Аналитичарите оценуваат дека секоја поделба во редовите на ЕУ може да ја ослаби позицијата на Украина, додека Русија би можела да ја искористи ситуацијата за своји интереси.